Здраве сите во ново издание од Каков муабет. Денешната епизода повторно без гости, повторно полабава. Меѓутоа имаме неколку теми што сакаме да ги спомнеме. Како што гледате, Климе денеска не е со нас. Со нас е денешниот нов водител кој што е од НАСА, Михаило Апостоловски Армстронг трети. Добро дојде до подкастот. Хала. Што ќе кажеш ти си бил на Марс, на месечината, на Јупитер, на Сатурн, сегдека си бил. Ти си човекот од Вселената. Само Плуто, па Плуто имаш од Мики Маус кучето, нели? Да, ама не можам. Зашо не го земеш? Не можам да отидам до Па Плутон. сега ти Јупитер све и Сатурн и се. Сакам и Плутон се. И Плутон, сега многу сакаш, брат. Најдалеку од сонцето да Многу отидам. сакаш се, брат. Сакам сонцето вака како точка да иде. Точка, сакаш да го држиш вака како на кога се сликаат вака, Да, како го да, се држиш. сликаат, да. Јас сакам. И со Ајфеловата кула вака која И со Ајфелова. Зошто се вика Ајфелова? Па што паѓа? Поева, Нели Ајфел на англиски е паѓа. Нека кажат у коментари, ја не знам тие работи. Не знаеш. Значи ти си сега, пошто гледаме сите од НАСА мајца. НАСА! Значи по дефолт ти си од НАСА. Така, работиш у НАСА. Да, бе. И колку пари земаш? Сега многу приватно прашање ме прашуваш. Сега за тој подкастот тука, што да не сакаш да прашам, Сега, да не сакаш да прашам зошто односиш ваква капа. а капата ми е дел од како ти што си у филм што гледав у претходни Еј, што видеа. гледаш пред. Денеска Гледа нешто претходни не- видеа. Гледате Да. од НАСА не гледаат. Гледам претходни Пази. видеа. Пази. Значи ти кај ти е филмот, кај ти се научари? Морам маца да паузираме од научарите. Ти како што си у филм со научарите, јас сум така со капата. Морам маца филм. Ја. Ама и тој другиот водител гледам исто носи капа понекогаш. Да не ми имитира мене. Ја мислам дека 4-0 беше. А 4-0. Иначе да, дечки, Не. што? 4-0. Не бе 4-0. Клизач. Утна? Напад за Украина беше. Не пегарки. Да не те се поздравуваат? Добро. Окей, ај да почнеме со видеото, окей. Значи, Ајде. ова што Здраво на правиме сите уште еднашка, еве го сме со Климе заедно и јас Васил. Еј Климе. Дечки, денеска ние имаме неколку Лабави теми да теми. спориме. Па, Општи така. ние еве спомнавме НАСА. Да. Сакаш нешто да чекнеме маца за НАСА? Имаше Па, астронаути, имаше нешто, сега Вселена. некој, што би кажал ти за тие некои политички моменти што беа за тоа што сакаа бугарите, двајца бугари да пратат астронаути и еден македонец. Не знам дали си чул за тоа. Беше многу одамна беше пред. Нешто тоа. Па сакаа да пратат двајца астронаути бугари и со се бугарско овако еден македонец да прателе. Ко демек за добрососедски односи, нешто така. Добро соседски односи. Што ќе кажеш ти за праќањето на македонец во Вселена? Тоа ми беше муаветот. Да беа добрососедски, ги правевме друг муавет. Ама Епа сега да не навлагаме Да. во За Вселената сакам Да. по-конкретно да те прашам. За Вселена, Замисли да. што ќе прави македонец во Вселена? Ке се измочат. ништо, буквално, не знам. Нели нема гравитација таму во Вселената. И не знам, ќе фрли нешто и нели кој што ќе лета у воздух, ќе вика уј. Уј, така, снима влог, фрла нешто, брат, и така не ќе паѓа, прави. не паѓа. До толку сме ние како народ. Ке рече, леле баки каков шут, Да. Баке види лета ова. Лето, И што збориш, еј. И овој Бугаров ќе ури. Што ти е, бе, ретардиран? Шо ти е? А да беа двајца македонци и еден од Бугарија. Зашвртнеш тој бугара, ке рече. Да, овие Ќе македонци станеш веќе се заеба и види баке ми лета, не знам пример ако, не знам, да речеме Моча или друго. Ако мислиш дека моча преку тоа. И ама замисли, Па, до толку сме ние како народ, може да ни летне таква некоја мисла. Не знам. И ќе вика, и види брат, види баки, ќе и Бугаров ќе ги гледа страни, ќе вика, што им е, бе, што правиш, како живееш, Нешто не- и овие сакаат у Европска унија. Да. Ќе се Ке речат, знаеш што, ај не се овие бугари, ај не се бугари. Да, не мора, не мора да биде, тај, ќе се откажат од нас, од таа политика. Ништо што да кажам за Вселената. Има многу работи што може да се збори. Многу работи, да. Не знам, многу. еве ти ако сакаш почне нешто нека тема, пошто вака Ш- моментално поише ми лета у Па ништо е, телевизоров ова. значи, Украина. моабетот е тој, дека Вселена како Вселена, огромна, голема, се шири секој пат. За малку. Константно се шири, константно откриваме нови работи за нејзе. Вселената си е таа. Откриваме- Нема граници, нели? Откриваме, па да, константно се шири и откриваме многу планети кои што се приближни на планетата Земја, нели? Да.
Па еве Ти знаеш за Марс. дали си чул за не за Марс, збориме за планети што се многу идентични на планетата Скроз. Земја. Скоро 90%. 98%, да. 98%. Да. Дали си чул за Кеплереве, да те прашам, планетата. Има таква која што ја откриле, меѓутоа таа е многу Далеко? премногу далеко. Не можеш да замислиш колку е далеко. Ама во нашиот универзум е така. Не е во нашиот Не е универзум, во- во друг универзум. Мислам, не, универзумот како у целост да, тоа е, нели, сакаш да кажеш друга галаксија, во нашата Да. галаксија? Не е во нашата галаксија, не. Не е во Млечниот. Мислам, Не, Млечниот пат не. Млечниот пат, тоа Не, мислам од дали друга. е Млечниот Сега пат. не знам како ги дознаваат тие работи, веројатно со нели Voyager имаат пуштено они летало кој што и до ден Вселенско денеска летало. се уште патува многу далеко, има стигнато таму Па колку чим илјадници стигнало километри. до таму, значи Не е до таму стигнато, ама нели како да кажам, не микроскопот, туку телескопот, тој збор го барав. Телескопот кој што е ставен во Voyager, кој што гледа уште подалеку, на пример сад тој може да се наоѓа кај, карикирам, не сум сигурен точно каде моментално, да речеме дека е кај Јупитер, он може да гледа многу светлосни години подалеку. С тој па телескоп. добро. Уствари така и го технологијата- дознале, така е дознале таа Технологијата е планета. многу напредната. Да, и од тоа што може да се види, што е видливо со голо око, низ телескопот, многу е слична, има вода, има копно земја, има атмосфера околу, има обвивка, така што многу големи шанси се да А има еве- и Еве гледаме живот. нели за Марс што пробуваат. Марс нема живот, сега Пробуваат многу- да најдат вода прво. па најдена е вода веќе. Да. Најдена вода на Марс и тоа во мали количини, меѓутоа сепак Ама тоа се гледа све преку камери, нема се уште стапнато човек. нема стапнато човек, нема Нема пратено. стапнато човек. Планираат сега за некоја година, за Да, 3-4 да. години, Да. планираат првиот човек, еве Илон Маск, ќе го спомнам. Нормално Илон Маск, Значи- кој ако не он. Мора да, мислам дека тоа е и поврзано и со поентата на животот. Мора да одиме да истражиме Да, види. повеќе за да истражиме повеќе за универзумот, да знаеме нешто понатаму треба да правиме. И Можеби нешто ќе дознаеме нов живот, можеби ме разбираш, значи тоа е вреди да се проба. иначе да, не знам, вајда И сега аргументот, што? викам, вајда разбра до сега дека гледам у исто време утакмица. Гледаш И- ти, јас сум поиша кон камерата. И реакции имам до две шанси ќе даде гол во Украина, ама тоа е Да. тоа. Мислам дека нема да свртат. Моветот ми беше за Абе види, 8 милиарди сме. 8 милиарди и плюс се шири се Да. качува бројката на населението. да. Тоа како беше наталитет беше која расте така. Да, но во плюс наталитетот сме. расте. Да, во плюс сме. И 8 милиарди више, ако стигнеме 9-10, тоа земјата ќе биде више. Добро. И, Сакаш да кажеш да се мора преселат луѓе? мора полека да се префрлаат на друга Да планета. се колонизираат? Да. Па добро, види. А исто така случајот со водата, со глобално затоплување, топењето на Гринланд нели се топи и се расте нели Да, тоа е мејнстрим. нивото на водата расте на земјата и нели Да. еве Малдивите за неколку години викаат дека ќе бидат веќе потопени цели под вода. Исто проблемот што го имаат Холандија више со векови го имаат они проблемот. За глобално Добро, они си затоплување, имаат малце снајдено. веќе ако збориме за глобално затоплување, фората со тоа е што се збори за тоа, се кажува, се даваат инструкции од поголемите држави кон Дали помалите, мислиш дека има меѓутоа спас за тоа? значи не знам дали има или нема спас, меѓутоа знам едно нешто, а тоа е дека тоа што ни кажуваат нас ние да го правиме помалите држави, тие самите не го почитуваат. Значи Види, ние немаме ништо море, немаме езеро само. па немаме, не треба да имаш нешто за да сочуваш. Во права се иначе дека треба да се го сочуваме, нели, да не фрламе секаде ѓубре. Тоа да. Значи тоа е се дел од тоа. Да не се фрлат нели пикавци. Ова тоа е најголемиот проблем кај не се фрла пикавци, кај стаса човек. Пушач. Да. Се фрлат и шишиња и Било што храти. ако ништо друго, ако не за едните генерации, нас не ни е убаво, нас Да. ние го гледаме тоа. Меѓутоа, знаеш, тоа е минимално, најминимално нешто. Еве да речеме дека кај нас е чисто. Од друга држава може не.
Тоа Во другите држави можеби не се почитува. Ама ти како и да е, го фрлаш тоа и после истото тоа како на некој начин ти се враќа преку водата, преку храната, ти после пиеш вода, така. Да, затоа што го фрлаш. Да пием вода. Сакаш да кажеш, ама чекај, како мислиш го фрлаш? Па се разградува тоа во земјата, нели? Во почвата. Ама имаш посебни места каде што се носи тоа ѓубре и таму се разградува. Има посебни места имаме ние за тоа. За депонијата зборуваш? За депониите сега не што се секоја втора улица кој е депонија ако Вие фрлаат. нашата депонија имаме многу голем проблем, нели се нешто се расправа, што беше тоа некој Па не знам, искрено се не сум го упатен. дебатира тој проблем со Да, не сум многу упатен за таа тема, Добро, меѓутоа ја не сум, ама вака што имам прочитано. имаат недоразбирања, имаат проблеми кои што треба да се решат и едноставно мора да се превземе одговорност. Фала Кој ќе Богу. превземе одговорност, не знам. Ама фала Богу колку толку, види, имаме се уште Свест. мал проблем со загадувањето, Мгм. ама колку толку мислам дека е подобар од пред неколку години, од пред таму 2019 кога беше хоророт и 2018. До душа и оваа Па зима не искрено- беше нешто сјајно. Меѓутоа дали минатите зими поише короната имаше влијание и сите што седеа дома. Да, мислам дека имаше короната не многу. Сега влијание. 2023 немаше до толку загаденост, ама оваа година осетивме. Оваа зима Види, конкретно. Поентата Ноември, е декември, дека едноставно почнува од себе си тоа, почнува од мене, од тебе, Добро, од тие што го гледат видео. Знаеш, за тој го збориме ова фактички. Сега ја на пример таков човек сум едноставно, ќе земам хартивче ако имам од мастика или од мастики не џвакам. Не сум џвакал последниве колку години веќе. Ама еве хартивче од нешто ми и сега нема јас да го джитнам, ќе земам У джеб, да. и чекам канта и Ама фрлам види, канта. А, Едноставно опрезен си. Сега јас толку можам. знаеш кој е Сега- менталитетот во нашата држава? Јас го имам тоа приметено кај многу луѓе. Сега одиш пример шеташ негде, не знам, Швајцарија, Германија, Добро. или Франција, било каде, сваѓаш европска држава. И таму земаш нешто што е за у ѓубре, ма таму не го фрлаш на улица, така? Здрав ти е. Ама Од казни од таму. да, тоа е многу добро. Доаѓа моментот. Се враќаш тука после една недела, ти гајде. Фрлаш, тука Да. сега да земам преку прозора. Просечниот човек. Па Ти добро, гајде. не преку прозора, ама пред На града, улица на ќе излезеш, ќе отвориш, не знам, красан, крем банана, нешто, било што. од коли пушат на семафори преку Или Тоа е- не знам, било што еве крем банана ми тека и красан, нешто такви работи. да. Ќе го изедеш, цак, цак, цак. Ќе видиш да не те примети некој. До душа више и не се ни замара дали те примети или не те. Е вака. Ја опуштиш се. Пред некоја епизода спомнавме за полицајците, ете за казните, значи тоа треба полицајците да ги пишуваат тие казни. Меѓутоа не ги пишуваат. Иако сме една од врвните земји каде што имаме многу полицајци по глава на жител, односно на секои 100.000 жители, во просек обично зимат по 150-100 полицајци, се зависи од држава на држава. Зборам во градовиве. Добра. Ние на 100.000 жители имаме многу полицајци. Или Многу, и повеќе од 1000. поише од илија. Повеќе од 1000. И срам ми е да ја кажам бројката, затоа што може да отворите на Википедија да отворат да прочитаат. Да. Значи, ненормална голема бројка е на полицајци. А еве да речеме дека има потреба, иако нема, знаеме сите дека нема потреба, сите тие се во големи дел се партиски вработени. Меѓутоа еве да речеме дека има потреба, не се Не се казнуваат. Да. ништо не се постигнува и сега доаѓа прашањето, За која е глупости потребата? се казнува. Ако може Германија со помал број на полицајци да казнуваат и да, нели, да има закон кој што мора да се почитува и го потребуваат, кој изговорот тука да не биде така исто. Ја нели живеев во Германија 3 месеца. Да. Сум Престојуваш, живеев до 3 месеца не можеш. краток термин е. Да, не е Треба да доволен живееш период, година, две. да, живеев е поголем период, престојав 3 месеца. Јас кога се вратив некако по таа навика, ја ќе си кажам искрено, претходно и Се опушташ. на, како да кажам, 50-50 ми беа ситуациите. Некојаш знаев да, пример,
тоа што збориме од хартивче, од нешто, од било што. Некојаш знаев да го задржам во мене во джеп па да го фрлам или дома или ако видам канта континер. Да. Ама искрен ќе бидам, некојаш знаев ако мислам мало хартивче, ајде што ќе смени. Тоа е тој менталитет што ние во нас самата држава. Психички ти влијае тоа. И си викаш, ајде што малецко хартивче, ќе го фрлам на земја. Тоа е така. И после не знам, може и после минута две ќе си речеш, глуп што го фрлив и пример ќе ти налета канта, ќе си рече еве ти канта. Да, те фаќа совеста гризам. Те мрзело да го зачуваш уште 30 секунди, минутка. Да го фрлиш у кантата. Пример 50% така, 50% сум викал, знаеш да не видам. Да. Да не видам, да не загадувам, да не бидам, не знам, несовесен граѓанин. Проблемот со тоа е што психички е тоа. Да го задржам или у рака или у џеб да го пикнам или не знам што и да го фрлам. А у Германија цело време го правев тоа, го задржував. Доброто затоа што имаше момент каде што има закони затоа што ќе те види одма ајде 50 евра колку е таму за фрлање. Не знам колку е казната, ама шетаат ностоп полицајци да видиш на секој не знам колку каков временски период. Можам да зборам тоа со пријатели што престојуваат во Германија, па и веќе што живеат. Можам да го зборувам тоа да ги прашаме чисто некои такви прашања тоа за некој друг подкаст. Меѓутоа се шетаат полицајци многу често на 5-10 минути, не знам, на 15 минути можеш да видиш. Вака да излезеш по улица и да одиш ти. Право само да одиш. На 10-15 минути ќе видиш барам по еден. Како се шета, гледа, разгледува, гледа кој што прави, некој да има некој инцидент, да речеме под наводници, не знам, некој со некого се срчкал, се степал и за такви работи се не внимава да е мирно, сваќаш. Мирот да го задржат во градот. Сепак си и навечер и преку ден мора да го задржат мирот. Без разлика си пиел, не си пиел, сега тоа да не правиме такви споредби. Меѓутоа сакам да ти кажам, они гледаат да го Што би наве? Добро. Ништо. Не, мислев гол. Да, не. Значи они гледаат да го задржат мирот. Да. И тоа многу се предпазливи за тоа. За мирот, за да не загадуваш, пример да фрлиш, да не фрлиш. Да. И за шишење конкретно и за лименки, за такви работи. Кај нас почна пред колку време, пред година, колку време за рециклирање. 10 години веќе рециклирање. 10 години е кај нас. За Пакомак збориш? Да, 10 години. 10 години. Ама тоа кај нив е сигурно 30, 40, 30 евро. Што 30? Си има во секој маркет, значи било кој маркет, секој трафика, маркет, било што. Збориме за рециклирање и си искача одма директно фискално и можеш или да им ја даеш на каса да ти дадат пари или со истата можеш да си испазариш, пример да си купиш нешто ти што сакаш. Можеш директно да За Германија збориме, така? Да, за Германија. Види, тука кај нас не е толку напредно да кажам, преку апликација или како ти ги враќаат парите, не знам точно. Искрено. Не знам сега, сум се распрашал, вака знам луѓе што користат таа апликација. Меѓутоа мислам дека на апликација ти ги даваат и после не знам поени или имаш и во истиот маркет кај што си рециклирал, можеш да ги искористиш поените. Меѓутоа во Германија ти е одма. Одма само што ги рециклираш, пример 10 шишења си рециклирал, не знам колку таму, 4-5 евра, или не знам 3-4-5. Тоа не е малку. Евра, 4-5 евра. Па види, по 25 центи или по 50 центи, зависи од големината, зависи од материјалот. Ако е лименче, 25 центи максимум што можеш да извадиш. Ако е поголемо шишење, можеш 25 до 50 центи. И ти можеш од 10-20 шишења да извадиш 5 евра. Така да не е таа мала сума. И можеш со истата да влезеш да си израчунаш 5 евра, пример, земеш, не знам, млеко, не знам, карикирам, банани, не знам, јогурт, што сакаш, што било, и до 5 евра, пример, да израчунаш, а можеш и над 5 евра, пример, 10. Ќе си доплатиш. Ќе си дојдеш со фискалната, така и ќе извадиш уште толку колку што треба и тоа е тоа. Да, така е. Тоа на некој начин ти помага. И плюс не загадуваш, пример, сега шишето нема го фрлиш на улица или во континер, ќе си го чуваш 25 центи, те мотивира. Тоа е. Ние сме чувале, додека престојувавме таму, сме чувале шишиња. Вака, од масата до
пука ага толкав куп шишења. И одиш ги носиш наеднаш си ти си купуваш. Еднаш неделно идеш и вадиш 10-20 евра. Да. Од пошто милион шишиња, рачунај четворица особа и сите после си ги делиме. Си ги По 5 делите евра пари, ќе скочат да. таму, Земеш се 20 евра. Пиво едно ќе се напиеш, Па ќе добро, земеш што пиво, сакаш. тек направо јадење. пиво. Па не знам, сега. Ама- Ќе си купиш тоа што сакаш едноставно. Да, веќе кога Тоа што ти е почнавме. потребно. Да, интересно почнавме вака за загадувањето. Не Нешто знам како сакав да дојдовме, ама Па еве интересна уште една тема. анекдота, поврзана тема, што е според мене најголемата глупост за кај нас или општо? кај нас и општо кај сите што почнаа. Нели пластични цевки имаше, сега има хартиени цевки. Да, тоа да. Поголем и не знам како да се изразам, освен да кажам поголем кринџ од тоа. Подобро да нема веќе цевки. Подобро, веќе ако веќе сте се одлучиле дека цевките се знаеш како? Тоа ти е сега како да кажеме пример ќе соодветен да најдам. Не, тоа е демек пластиката, демек смета. Фудбал, така? Да. Играш фудбал, топката издишана, тревата не е искосена, има порасната е, головите се искинати, мрежите, нема суди. Добро? И ти дојде некој со место со бела со црна мајца, зошто си бе ти у црна мајца бе, ги расипуваш играта. А види со какви услови, што е битно дали со црна или со бела мајца кога ти Со дупна да цел топка терен играш. ти е буквално, да. Или со дупка. Ева истото и со цевките. Се нафатиле за цевките, мислиш готово дечки, знаеш како? Го решивме Да, го решивме глобалното проблемот. затоплување. Да. Да, почнавме. Имаше многу смешен виц, имаше за расизмот многу смешен виц. Кажува ако смисол цензурирале нешто на Твитер зборови одредени да не се кажуваат и сте биле кој браво го решивте расизмот, кој буквално. Исто ти и ова, кој не е проблемот од цензурирањето, односно не е решението во цензурирање. Решението е треба многу поголемо да биде од цевките. Толку ако се запнале за цевкиве, А не ги користиме што? Дај нека не купуваат. Вака. Работодавците што се на кафани, на кафичи, нека не купуваат. Види, Ставим вето, ставим закон да им се забрани увоз на. ја мислам прво треба да се направи една како анкета да речеме. Мислам дека јас не познавам луѓе Ја што последен користат пат- дома цевки. Цевка е последен пат сум користел на 4-тиот роден ден во игротек. Заврши Романија Украина. Не, извини, не. Да не претерувам, се случило зборам да сум посакал цевка, да, на 4 години, ама ми се случило сега на коктел забава или што и да е, нешто поврзано со алкохол ти става цевка. А добро, ама самиот Ама кафич ја немам самото- потреба, мене да не ми даде цевка, нема се буна. Еве, пиеме од цевки. Си пиеш кој нормален човек. Немам потреба едноставно. Ама збориме, значи ако стварно е ако е 90% од проблемот тоа, ама не е тоа главниот Не е тоа проблемот. Тоа е миниатурно нешто што може да Тоа го е промениш. да ја одвлече од мислата да ме Значи, ќе го реши. види се, нема да ме сватиш погрешно. Миниатурно исто така и ти што нема да го фрлиш хартивчето. Добро, да. Ко сега може да ни пише до коментари, не сте фрлеле хартија, браво, многу сте направиле. Па дај да зем да ги фрлам и хартиите тогаш. Да. Ме разбираш? Мислам, Да бе, сакам да кажам, ја хартиена вака ако ми стави без прашање, ти речам врати ми е пијачката. а чекај малку. Има случајно многу пати, да не го кажам кој кафич, што се почна да се глупираат, зима и ми става тоа цевка. Викам извини, на тај викам, на келнерката, извини, викам врати го. Зошто вика? Па не ме праша дали сакам хартиена вакво да ми се топи во пијалокот, во макијатото. Да. Или немаше макијато, нешто друго, се не ми текна. Во пијалокот. Кафе беше не. Не сакам да ми се топи, добро. Дека И ми го логиката? сменя и све тоа. Која е логиката викам у кафе цевка? Не, Ако било кафе. добро, моја грешка. Не во кафе, во Освен Нескафе. да речеме ако во било. некој сок беше Освен, нешто, не да. знам, некој пијалок беше. Ако било Нескафе, окей, пошто таму. Па Нескафе беше, па мислам. цевки таму се стават. И ми става цевка во тоа и ми се топи се, јас не сакам. Ама следниот пат отидов таму пак истото. И сега што падеј да речам да го и па и реков, извини, пак истото. Извини, ќе те памтиме. Третиот пат отидов, нема запамтија, пак истото и од тогаш не сум влегол во тој кафеч. Види. Не знам се запнале за тие ако е цевки, картонска, мислиш? мислам дека не смета до Абе, толку. никаква цевка не е. Ама не, тоа беше поентата.
која е поентата на цевка, нема која улога ја врши цевката. Освен Значи, неа јас- за помали деца, или во игротека што спомнати. Може би има фора тоа дека нели смета и дека се фрла ѓубре и дека се прави ѓубре тоа. Ама не е тоа битно, не е тоа поентата на се тоа што се случува околу нас. Значи 90% од работите што треба да се решат од страна на државите не се решаваат. Збориме од Англија, од Америка, од Франција, од Германија. Не се решаваат, а ми викаат пи Од хартија. од хартиени, а ти не си ни побарал хартиена цевка. Ме разбираш и тоа накратко е да не Иначе кажем. тоа што викаше за у коментари, Да. деме ќе ни пишале многу ќе сме сменили. Не, нема да ни со пишат, хартица. ама Не, ќе се тоа- најде не. некој таков што го Тоа гледа видеото. што го спомнам и дое мисла, ај ако не менја до толку, дај зашо користиме канти дома? Шо? Кај ни е канта бе, дај, ќе јадам нешто, хартијата, нешто било што. И ќе Насред- фрлам тука бе на паркетот што. Па ќе си фрлам шо? Ми ја гајде. Па дома никој не му сметаш, ама работава е надвор да не. Па и надвор на кој му сметаш? Имаше Ама на чекај, вести. надвор на кој му сметаш? Па надвор сметаш на ти што поминуваат на минувачите. Добро, ама. Нели, на туристи, на- Очигледно не сметаме. Сакам да ти Поради кажам, тоа. друго имаше, Па. да ми текна, мислам дека си го чули ти ова, имаше на вести, некој кој што, добро, тоа може и некој исклучак е сега, не знам, некој стар човек што било години, што не знал до кај со паметот и Добро. собирал шут кај него дома. И имало тамо некој 100-200 кила шут собирал Збори. вака по собата. Да сега ме после кој рече, ај ќе си фрлам од дневно и он така си прави сигурно. Е па, Добро, што тоа е има веќе такви друго, луѓе, добро, знаеш тоа како е веќе викаат, друго. што ќе си посееш, Да, тоа ќе си ќе жнееш. Или За мене може друг некој сее, ама затоа јас можам да си одам. Разбираш? види, Исто тука е проблемот. Исто има една поговорка. Фрли си пред тебе да си фрли си позади тебе да си најдеш Да пред си тебе. неш пред тебе, да. Така беше фората. Ама тоа е за Има не милион само за поговорки. добри работи, за лоши работи. Ама тоа не се за џабе тие поговорки кажани од Да, старите да. генерации. Инаку, да, иначе заврши ако не пример. Заврши утакмицата, да. 3-0. Тоа е Украина. Мене не го ме изеде. интересира искрено. Го изеде Украина, не игра Ама никаков видовме фудбал. прекрасни голови, видовме од Головите Романија, беа, се добро. реално скажуваме. Они сигурно ги имаат видено. 100%, до сега 100%. Тие што гледаат, сигурно ги имаат видено. Тие головите. што знаат, дознале. Да. Не беше лошо утакмицата, ама добро. Да не Так. скачаме од тема. Беше А, пуштена колку позадина да гледаме. Почнавме да да- не пропуштиме. Ти како Инаку- поголем љубител на фудбалот. Да. Инаку почнавме за глобалното затопување. Тоа сакам да кажам, не, ти почна за за фудбалот, за водата сакав да пошто нели почнавме од Марс. Малдиви почнува да се топи. Значи види, јас да, не велам да дека се топи да. јас не велам дека тоа не е вистина. Може би е, може би не сум специализирал за тие. Малдиви проблеми. и Венеција. Па и проблеми. Холандија, и за Добро, Холандија исто така. ама зборат. Холандија го имаат најдено решението колку толку. Колку толку. Види, Затоа што нели има канали испонаправено, имаат брани испонаправено и колку толку се спасени бидејќи да не се тие брани и да не се тие канали, Холандија ќе биде целата под вода. Затоа што тие Не знам. они се борат со водата с одамна. многу години, може Да, да, векови да, се да. сигурно. Векови не верувам дека се. Не знам векови. дали се векови или години, Па ама искрено, сам да ти кажам, вака се, факт е тоа дека станува се потопло и потопло и секоја година гледаме рекордни промени на Збори, температурите. чекај да видам. Меѓутоа, сакам да ти кажам, поентата ми е дека јас искрено не сум упатен толку многу кон тоа да специализирам за точно да дознам што е и како е. Ама, еве, накратко да кажам да не се повторувам по 100 пати, значи поентата е дека ако големите држави не се решаваат проблемите со загадувањето, еве на пример нас не е тоа број еден проблем. На тоа сакав да се надоврзам за загадувањето. За водата ај малтене не што за не, значи нема ефект кон нас тоа за покачувањето на нивото на Да, ама тоа е пак глобален проблем точно, ама еве на нас прво нешто што може да направиме е да си гледаме прво, не да си гледаме за себе си, погрешно е така да ако кажам, туку да гледаме ние своите проблеми и да си ги решиме прво.
проблемот со загадувањето. Јас мислам дека Тоа ќе ти јас кажам. најскрено ќе ти кажам дека ако него решиме проблемот со загадувањето 100%, иако добро, еве 90% проблемот ако го решиме, јас мислам дека и другите проблеми полека ќе се Види, ќе ја не се сум тој што... затоа што ти не можеш да функционираш, добро, сега ти кажам општо од Не, општа добро, култура. добро, само... Не можеш ти да функционираш ако немаш кислород во мозокот. Добро, нормално. Ти кога работеш за корпа, еве ако може да спомнам, Да, зимно време, ти имаше страшни главоболки. Ако Да. јас како што се присетам кој што Да, ми кажуваше. да. Добро, можеби сега ти си возел и на ладното, нели? Јас возев и на ладното и на... Меѓутоа ти не свето. носеше маска, така? Не носев маска. И- Но уште маска ми требаше кој што си задишан, така Кој што си возиш. задишан, да, Не меѓу можеш маска, ама немаш ни кислород. немаш ни кислород, ама што ќе дишеш? Што ќе дишеш кога е Ги загадено? дишев тие, Смогот го дишеш. кажи ги... Смогот Овие, е бе, смогот. Не, како ги вика? МПС, како ги вика? Пием честичките? Пием честички. Па, тоа е смог, да, тоа се Да. вика смог. Океј. Иначе, не, сакав да ти кажам само, јас не сум тој што треба да кажува, ама моje мислење, лично моje мислење, не мора да значи дека е така, нели? Да. А моje мислење прво нешто дека треба да се тргнат фабриките од центарот од Скопје. Да што има неколку фабрики што се у центарот Тоа на е Скопје, кај што многу има голем. народ за живење. Многу голема инвестиција е тоа и затоа не сакат да го прават. Па Затоа што тие пари им идат по джебови, одмори, Малдиви, ваму таму. Да, ама затоа си иде народов и кој ќе остане пензионерите и ќе стане многу Што јако викаше ќе ти биде. пред некој епизода, непалците ќе доаѓаат. Непалците, па баш така, непалците ќе доаѓаат и од Африка ќе носиме луѓе за да има работна сила, иначе знаеш што ќе биде тука ништо старо население, Пустелја, ако 90%, Wild West ќе биде. ако не и 100%. Wild West. И што ништо, политичари и пензионери. Само тие ќе И останат. ќе изумре државата. Па види Да се. не кажам кој ќе си ја поделат. Значи, од страна. тоа е добро, тоа Тоа е више неминовно. Добро, види се иселување се случува и во соседните држави, не е само кај нас. Добро, ама не се случува со толку Меѓутоа, голема бројки. не е толку голем падот на проценти колку што е кај нас, односно кај нив не е толку голем колку што е кај нас. Кај нас е многу поголем процентот. Види, мешавина е на многу проблеми, буквално тоа се универзални проблеми. Истите проблеми ги имаме и во други држави. Ги имаме и во афричките држави. Значи, За иселување? заопшто за иселување, загадување, ме разбираш? Глад, еве, во Африка, нели, во некои Глад, одредени да, држави и гладта, вода жета, нели, не Да, се, да, значи да. се, ние Добро. ние сме многу подобри во тоа, ама ме сваќаш, значи, Ама работата е сега- што проблемите се како во манџа. Разбираш? И сега ти ја сркаме манџата и ни е гадна манџата. А има, нели, има моркови, има компири, има месо, има се тоа, ама има и стар зејтин, одстоена вода, не знам, недоварено месо можеби има. Значи гадна манџа едноставно. Мешавина, да. И уствари што всушност треба да се направи пред да се јаде манџата, треба да се извадат сите работи кои што фалат, Мислиш кој што се кои што се не чинат. не чинат. Или да ја истуриш цела манџа и од почеток, ама ако истуриш цела манџа, Тоа веќе треба од темелите да ги градиш Да. на државата. Меѓутоа, бидејќи не е тоа опција за нас, ќе мораме дефинитивно не е опција. ќе мораме парче по парче да и сега можеби нема да биде најдобрата манџа, ако извадиш некои делови кои што се расипани, меѓутоа од гадна манџата ќе стане пристојна. Ме разбираш? Тоа И не може сега ние да се нафатиме за сламките, тоа мене што ме нервира тоа највише. со сламките, Значи, да. за сламките се фатиле леле ко слеп за стап. Значи тој збор слеп, таа изрека нели се фати слеп ко стап. Се фати слеп за стап. Така. Таа изрека не ми беше јасна и дури мислам дека е и преувеличена, ама ова за сламките буквално се совпаѓа како сложувалка се совпаѓа со сламките. Се фатија ко слепи за стап и за слеп за стап. Не можам да ја кажам 5 пати. Те сватија. Ке ме сватија. Ко слеп за стап се фатија сите за сламките. Човече имаме милиарда проблеми ние што треба да ги решиме. Како сламките, многу голем проблем. Значи, сламките мора да бидат хартиени. Јас само поддржувам еден тип на слама, а тоа е сламата што се даваат на
на коњи, На на стоката. магарење на стоката, да, таква сламест поддржка. Слушай сега, више кога ми текна, Да, кога ме таа потсеќа е. за сламките, што сакав да кажам, че тоа ти е, да, окей, они сакаат да решат некако да се почне од негде што се вика, ама дека сламките од пластични, нели, ќе ги смениш у хартиени, Да. а до душа, реално, кај се користат сламки? Веќе, не знам, у кафичите се користат сламки. Па очигледно еве тој кафичот да не го кажува. Еве конкретно добро кога ќе пиеш надвор цедевита, да ти даваат сламка. Али мислам дека не е до толку потребна. Значи јас што би рекол Андреа, од шарена крава си, ако си разгален. Ја не сум од шарена крава. Да. Јас сум Од едно да ми време. дадеш ти мене у шиша јас ќе пијам. Да. Као тоа што ми дава чаша е Вишок. може би е до мене. Па види. Илиме. Може и до мене, еве, јас сум Може, не, до нас може. Нешто, може и ние сме старееме и се мрчиме, почнуваме да мрчиме како нашиве, па ме свеќаш Ама може види, до тоа. види, Кај да види. знам? Ви, пример еве за пиво. Кога ќе ми донесат пиво и чаша, ја чашата им ја враќам што ќе ми е чаша. Нема потреба. Пиво се пие, знае од Нема што се потреба. пие Сега пиво. добро, него му е задача тебе да те услужи. Добро тоа, да. Ама јас Кога тргнав од нешто, чашата не ја користам, не па сламката. Тоа Така, ми беше да. поентата. И многу убава, со- многу убав пример. Да. Сега иначе да се вратам на На мојата не, претходна. интересно ми е мене со глобалното затоплување ако не ти е проблем. Да, не е слободно, ајде, И ајде. со водата. Ајде. Мене ми е многу интересно. Може само една реченица. Што? Многу од тие проблеми кои што ги кажавме до сега и кои што се умешани во таа манџа, сите се политички настроени. Добро сега, види, Политички настроени се е поврзано политички. Не заради, пошто ќе речат се овие Сорос, Илуминати, не збориме ние за тоа. Ние збориме за луѓе кои што се богати, апла богати и размислуваат само како да станат уште побогати, Нормално, кои што се себични нормално. и максимизираат профит со тоа што промовираат страф, неправда, односно не промовираат, туку нанесуваат страф, неправда, горчина, душевна горчина, да ти се згади, да, значи на некој му одговара тоа тука што е ваква Па држава. нормално бе, нормално. На Германија. Нас фактички Германија не е број еден непријател, а се те викаат Германија, Германија. Како е Германија, тебе ти убаво кога свесен си дека тебе Идеш таму. дечки, ајде кај нас на работа, ајде. Идеш таму и работна сила за им треба. 50% поевтино од колку што ги плаќаат германците. Ама Разбираш? види, на нив тоа им одговара зашто ти идеш таму и си им на нив работна сила. И, да, тебе ти личи тоа, да, зимаш добра плата. Види, реално зимаш добра плата, споредба со тука имаш да Ама- кажеме дека имаш подобар стандард за ама живење. тоа јас не го оспорувам, не сум јас против тебе ти што си отишол во Германија. Ако Добро, оди, јас тоа е сум лично на твое силата. право, разбираш? Ама ако сме вистински патриоти, ако сакаме на вистина да го поправиме тоа што се случува овдека, мораме тука да работиме. Нормално. Јас, знаеш колку пати да се можев подкаст на англиски да почнам Нормално, и да станам нормално. 5 пати познат и да лапам пари Милион. од либералците што ќе ме промовираат да кажам дека сламките се добри за користење. Знаеш колку пари можев да направам? Да бидам Логан Пол, Джек Пол, да бидам не знам таму KSI Прайм. Prime. Пиевме да, сега тука Prime. Да, ќе пиевме. Наместо- Ја ќе го измислев Prime. Наместо Кока-кола. Ја и можев да го вода. измислам Prime, мислиш че не можев? Ама јас имам совест. И имам должност, чувствувам спрема моите луѓе кои што се тука, да Сакаш колективно- тука да направиш нешто. Сакам тука да тоа е поентата на животот. Да. Што ако јас одам во Германија и па ќе речам ништо против сите што работат Не во мора Германија. Германија да е било која Било каде. Швајцарија, Значи, не знам. може би отишол во Германија, еве ако веќе збориме така. Скандинавија горе, знаеш колку македонци има горе. Би отишол да земам пари, ама да се вратам тука да ги инвестирам тие пари, овдека да ми биде поубаво. Е па што е work and travel? Тоа ми е Јас по- одам на work and travel. Да, сакам да кажам Ги поентата ми е, враќам парите тука. јас сум таков едноставно, значи повреднувам причина за животот колку богатство, затоа што добро ти ќе станеш богат, еве станеш милионер и шо? И ќе одам, добро, ќе гледам фудбал, ќе купам најскапите пијалаци, најскапите пури, најскапата кола, ама ќе ти се здосади. Мовето што го правевме со флачко. Исто. Ќе пуштиш. Да, ќе мора да направиш. имаш некоја Тоа причина се за да се те гура. distractions, тоа се се дистракции кои што едноставно те зајмајуваат од тоа затоа што ти си дојден тука. Ама види, Се јас не викам ние да бидеме Гоце Делчев тука да се распукаме сите
и да кренеме мостание, меѓутоа ајде колективно со на мирен начин Да гураме полека полека да гураме да почнеме. Еве, се јас не зборам подкастов дека е вау, джагара багара, дека кузне шо ке биде. Добро, Ама еве ја и ти збориме. Се трудиме нешто Се да направиме. трудиме, да, значи збориме јас и ти, ќе допре до 1 до 2, ќе не правиме разлика. Тие 1-2 после тоа ќе пренесат на други 2, Да. тие други 2 на трети, на Ќе се- четврти ќе се и така шири. натаму и така натаму. Тоа е уствари за мене е тоа поентата. Па друго, Фората ми беше што кажа, да. Значи, види сега, не ги кривиш тие. не ги идат кривам, во не, да Германија кажам уште еднашка, не ги И кривам. идат за подобро. Во ред, не идат да, за- не ги кривам, апсолутно не. Меѓутоа поентата ми е таа дека ако сме вистински наклонети тука да направиме подобро да биде, И јас- значи ќе кажав да не кукаме, се реално има многу работи за кои што се кукаат, ама што се решаваме со кукањето? Јас кога одам Разбираш. таму, или се враќам после 3 месеца, па Да. тука ги инвестирам Па пари. тука доаѓаш ти, да. Да, сега. Ќе видиме како ќе тече подкастот. Можеби во подкастот голем дел од парите ќе Мора тоа колективно да се ќе се инвестира дечки ќе се во инвестира, подкастот. мора да се инвестира. Така да. Мора микрофони за пубаво да не слушаат гледачите. Да, микрофони. Мислам сега, и сега е окей, да не ама да не кажуваме што точно планови. и такви работи, да оставиме време Ајде, си ај не може сите планови да им ги кажеме, ајде. Сите планови, Сите тајни на каков мовет. сите тајни, Ексклузивно. ексклузивно. Во 665-та епизода ќе кажеме. Сите наши тајни. Броиш. Која епизода ќе... А не знам оваја која е, ама за таму за 600 и нешто ќе биде. Дали живи ќе бидеме до тоа, за 606. И здраво дечки, добро дојдовте во новиот подкаст. Со беззаби целите. Родички. И толку и тука Нема- ЕКГ-то. Нема да пиеме Кока-кола. ЕКГ-то права линија. И тоа е Сигурно тоа. нема да пиеме Кока-кола. Нема ни да Ќе смееш. пиеме некоја Ќе ти ракија. рече таму. Ќе ти рече таму, не знам. Ајде да не кажам. ајде. Покачено ти е тоа, покачено. Да не кажам, ајде да не кажам. Да не Не, кажам. ракија ќе не биде дозволено, ќе пиеме на ракија тука. Едно виски. Дај Боже, ако ми е дозволено и мене тоа. Ќе ставиме некоја салатиче тука, шопска, мупска. Да. Македонска. Ако дали ќе остане македонска, што Сега, викаш? Прогноза за Македонија. Ајде. Да не кажам друго Слушај, нешто. ќе оставиме таа епизода за некој друг Да гостин. иде после во коментари. Не, ќе оставам таа епизода за друг гостин. За Што друг ќе гостин. дојде. Здравје ќе видиме. Имаш во план. Имаме во планови. Ја и ти многу планови имаме. И јас мислам да го кликнат копчето subscribe. Стиснете subscribe и За тоа да- звончето малецко што е. За да Стиснете го, бидат за да бидете во информирани. тек и можеби и они ќе бидат инволвирани на Се индиректен надевам. директен начин. Види. Нашите проекти. Реално да пише некој во коментар дали може да биде следен гостин, зошто да не? Ако Сите си се од добро Скопје, дојдени тука. Ако си од Скопје, Ајде да повели. не е од Скопје, зашто да не? Ако дојде да патува Па. од кај да доаѓа. А, Види, пат. Еј, кога- дечко Скопје види, сум Види, кога тогаш ќе ти треба за нешто да дојде во Скопје? За било што. Добро, не сега знам. Не набројувам, Не ама знам, за не знам. еднаш у 2-3 месеца сигурно ќе дојде. Зашто да не? Така. Или специјално ако треба ќе дојде. Така. Ќе снимиме. И па ништо дечки да привршуваме, смислам, финални Да зборови. привршуваме, јас тука тек почнувам ти Тек да почнуваш. привршувам. Епа еве, затоа има следна емисија. Па, може Ако имаш, сакаш. извини, ако имаш нешто да докажеш. Не, па не знам колку помина од епизода. Па сигурно. има доста поминато, така што А не знам никога почнавме да ја снимаме. почнавме, има беги. Има. Па да, беше која беше 70-та минута, беше така. Гледаш, Има, така што има бајаги. има помината, леле, стварно си. Вака кога се зазборуваме, се губиме у време и у простор. Па затоа и е подкастот уствари. Па направен. да. Затоа што едноставно вака не врви нас времето. Што значи да ја пригушуваме. Јас мислам дека тоа беше Втор дел за глобалното затоплување, друг пат ќе ви кажам што е како. 50 лајка. Таман да 50 лајка. 50 лајка? Не. Таман време да имам да прочитам Прочепкаш. поише, Може, да може. поднаучам така и некои по... Сега, сум читал за глобално затоплување за се тоа. Нешто подетално да навлеземе и може и гостин да има па да се дискутира Така. со него, доколку е некој по исто навлезен во тие теми. Така. Дечки, фала ви многу, уште еднашка, за гледањето на овој подкаст. Ви благодариме на досегашната поддршка и климе финални зборови за нашата младина.
Во 2-3 реченица. Филдовни зборови знаеш што се. Сакајте се. Абе, добро тоа се што го кажуваме секоја епизода, ама филдовни зборови се знае кои се 3 збора се. Лайк, Share, subscribe. share, subscribe, Да, тоа да. црвеното вака едно така што стои одно до каналот. Бидете ми поздравени и се гледаме во нареден епизод од Каков мовет. Чао, чао.